Добар ден, драги гледачи и драги членови на групата Криптоеволуција, како и оние кои што уживаат во мојот канал Криптогемиџија. Значи, после првото видео во кое што разговаравме за нивоа, би сакал да се осврнам на втор и трет на некој начин индикатор кои што се многу битни во однос на техничката анализа, а тоа се акумулација и дистрибуција, како и трендови. Значи, пред да продолжиме во однос на објаснување на овие трендови на техничката анализа на TradingView платформата, би сакал да објаснам каде лежи позадината во сите овие индикатори. Односно, мораме прво да разбереме психолошката страна на тргувањето, пред потоа да ја разбереме зошто овие индикатори се толку битни и толку можеме да рачунаме на нив. Значи, како што може да видите, за почеток, за да ја објасниме самата акумулација на одредено добро, треба да објасниме што поточно самото добро, односно тргување, представува. Значи, во однос на тоа што е трговија, секој кој што има основни познавања на економија знае дека трговија станува збор на размена на добро. Во овој случај станува збор за доброто биткоин и секоја размена, однос купување и продавање на биткоин е заменето со акумулација и дистрибуција. Односно, кога би земале за пример, да речеме, една од оние менувачници каде што можеме да најдеме биткоин, да речеме Binance, и да замислиме дека Binance има одредена количина на биткоин. Значи, за да можеме да одредиме како цената би била на маркетот, истата можеме да ја увидиме во однос на тоа дали доброто го има во обемна залиха на Binance или во намалена залиха. Односно, колку поголем обем на биткоин на Binance, толку и помала цената на биткоин на пазарот. Тоа е доколку Binance е единственото место каде што може да купиме биткоин, а на овој пример би го земале тоа како пример за да го поедноставиме и да објасниме како самата психологија на тргување го помага, самите индикатори ја помагаат. Сега, за почеток би сакал да објаснам како изгледа одредена акумулација, односно ќе го земам последниот дел од биткоин чартот, како што може да видите, тоа е во последната година дена, каде што, за да би можел да ги одредам, акумулацијата да ја одредам, би користел алатка, во овој случај канал, каде што се одвива одредена акумулација. Значи, еве ќе ја земеме акумулацијата во последниот период во летото 2021 година, кога цената на биткоин, односно како сето тоа се одвива во позадина, каде што се одредува и самата цена. Значи, цената на биткоин се движи во ова поле на акумулација, каде што во овој временски период од мај 2021 па се до неговото пробивање во август 2021 имаме збир на акумулација каде што луѓето постојано купуваат биткоин во овој рейндж. Што значи дека, да речеме, кога го земавме Binance како пример, значи дека се повеќе се намалува залихата додека луѓето купуваат во овој рейндж, односно во ова поле, и колку повеќе се намалува самата залиха во Binance, толку е се поголема веројатноста дека цената ќе порасне. Што и како што може да видиме откако ова поле е скршено нагоре, истото и се случило и имаме значи пораснување на цената нагоре каде што следи значи поле на дистрибуција, односно оние кои што купиле во претходниот период, сега по повисока цена би сакале да го продадат своето добро. И на тој начин практично доаѓа до ова поле на дистрибуција каде што во одреден временски период, значи почнува да се враќа залихата на биткоин во Binance, практично како менувачница, и со тоа откако значи поминува овој дел на дистрибуција, цената продолжува да паѓа затоа што се повеќе се зголемува залихата на биткоин на Binance. Значи, како што може да видите, овој сегмент на акумулација и дистрибуција можеме да го пронајдеме постојано во чартовите на биткоин. Понатаму би морале да кажеме дека колку е поголем период на акумулација, толку би бил и поголем скокот на самата цена. За пример би го земале значи врвот на булранот во 2017 година во декември, па се до крајот на bear маркетот негде во практично ноември 2020 година. Значи би го обележили ова како поле во кое што се вршила акумулација во отприлика 3 години, кое што значи резултирала со огромен раст на цената и нејзина редистрибуција дури до 60.000
по биткоин. Значи, како што може да видите, обемот на дистрибуција, обемот на акумулацијата директно зависи во порастот на цената на ова добро. Исто и обратно, обемот на дистрибуцијата дополнително исто зависи во низината корекција надоле. Колку е поголем обемот на едната и другата, толку ќе биде поголемата и корекцијата во однос нагоре или надолу. Може да забележиме дека акумулацијата не е видлива само на големи временски периоди, во овој случај на неделно ниво. Истата може да се најде во било кој сегмент од чартот на биткоин. За пример би се вратиле на дневно ниво. Само момент. Значи, за пример би земале одреден период во минатото на биткоин, ова е пред булран од 2017 година, значи може да видите дека периодот на акумулација и дистрибуција е постојано ист и постојано се одвива во одреден канал и откако истиот канал ќе биде скршен нагоре или надолу, значи следува пораснување на цената до наредната дистрибуција, односно кога заликата се враќа на пазарот, и потоа доаѓа корекција на цената надолу, каде што постојано, значи повторно се повторува истиот циклус, односно добиваме период на акумулација, пошто цената повторно продолжува. Како што може да видите, истото може да се види во било кој временски период, дури и да одиме надолу до 4 часа па и подоле. Еве, за пример, можеме да го земеме претходниот период пред летото во 2021 година и текот на летото, како што може да видите, значи, повторно можеме да најдеме на 4 часовен период одредени периоди на акумулација, по нивно кршење настанува раст на цената, пошто следува дистрибуција. Значи, повторно може да најдеме дистрибуција во ова поле, потоа доаѓа корекција на цената и повторна акумулација. Значи, како што може да видите, купувањето и враќањето на доброто на одредена менувачница или во случајов пазарот во глобала, постојано резултира со истиот сегмент на дистрибуција и акумулација. Што значи дека без разлика дали тоа е на помал временски период или поголем временски период, секогаш можеме да најдеме периоди во кои што имаме акумулација, односно купување на одредено добро, што постојано е проследено со дистрибуција, односно продавање на истото добро и нејзино враќање на цената надолу. Со тоа би завршил за дистрибуција и акумулација. Сега, следно за што би сакал да зборувам, односно вториот сегмент од ова видео ќе биде посветен на трендовите. Значи, трендовите се трет индикатор кој што може да ни служи. Во тој случај трендовите се представуваат права која што е одредена од две точки, односно за да го најдеме истиот индикатор, можеме да го најдеме на истото место каде што го наоѓавме и првиот индикатор, односно хоризонталната права. Во овој случај ова ќе биде права представена од две точки, како запишена Рей во овој случај. Ќе ве замолам да го направите истото како и во првото видео, односно да ја букмаркирате, да ја одберете како омилена алатка, со што истата ќе се појави на самата позадина каде што ќе може да ја користите по-лесно. Во овој случај како би одредиле одреден тренд? Значи, трендовите на цената се движат нагоре или надолу за одредена цена и кога ги одредуваме самите трендови, мораме да пазиме, значи, оваа линија на тренд да биде запазена со тоа што не можеме да ги сечеме телата на свеките во низиното паѓање и растење, односно само нивните фитили. Значи, колку поголем обем на правата да нема пресечено ниту една свеќе. На тој начин можеме да одредиме одреден тренд на паѓање на цената надолу и исто така обратно одредени трендови на растење на цената нагоре. Што поточно представуваат овие трендови? Како и период на акумулација, и во овој случај имаме практично акумулација која што не се движи во одреден канал, туку се движи по одредена права, по должината на оваа права. Значи, како што може да видите, овие скокови на цената и нејзино ретестирање представуваат обиди на цената да пробие нагоре, со што и практично целиот овој период можеме постојано, значи, да го сметаме за акумулација, иако не се движи како во првиот случај кога објаснивме во одреден канал.
Значи истиот се одвива по должината на одредена права. Но сепак станува збор за истата работа, значи станува збор за акумулација и после овој огромен акумулационен период, како што може да видите, следува, се извинувам, само момент. Значи, како што може да видите, после овој огромен акумулационен период следува истото што го очекувавме после секоја акумулација, односно пораст на цената нагоре. Дополнително можеме да го очекуваме истото и во однос на трендот каде што цената се движи нагоре, односно го поставуваме трендот од долната страна на бранот, од најдолната свеќа, па нагоре преку практично, како што може да видите, фитилите на свеќите нагоре. Значи, тоа би изгледало вака. Прилика рековме да пресекува што може помалку свеќи, за да може да го видите овој тренд би се вратил на дневно ниво, за да може истиот да видите како изгледа со повеќе свеќи. Значи, сега би требало да го коригираме малку. Ова би било трендот на движење на цената нагоре. Значи, како што може да видите, повторно станува збор за овој пат дистрибуција на цената нагоре и неизино кршење и враќање како корекција надоле. Она што е многу битно во однос на корелацијата помеѓу трендови и акумулација и дистрибуција е тоа што после секој период на акумулација можеме да најдеме тренд на цената во движење нагоре, како во овој случај, како и после секој период на дистрибуција, како во овој случај овде, можеме да најдеме движење на цената по одреден тренд надолу. Значи, ова е практично, како што може да видите, откако истиот ќе биде формиран, значи, буквално самиот тренд ни покажува до кој степен цената ќе се коригира надолу или нагоре со неговото кршење. Значи, многу е битно да се знае во однос на трендовите дека самите имаат одредена сила, односно, колку повеќе одреден тренд ќе биде допрен во неговата корекција, толку се послаб станува и се поголема веројатност да ќе биде скршен во обратна насока, значи толку цена се движела нагоре, после оваа дистрибуција се очекува да биде скршен надоле, што и се случило, исто и обратно, како што може да видите, откако цената почна да се движи надолу, колку повеќе, значи истата цена се обидела да пробие нагоре од овој тренд, толку е поголема веројатност дека истиот ќе биде скршен, како што може да видите во овој случај, тоа и се случило. И сега моментално се наоѓаме повторно во нов период на акумулација, што, како што знаете и сами, после одреден период ова поле на акумулација ќе биде скршено нагоре и повторно ќе најдеме овој исто ваков тренд кој што би ја движел цената нагоре. Значи, повторно, мора да разбереме дека секој овој степен на акумулација, дистрибуција и трендови представува повторување на истата оваа трговска, да речам, замка, во која што оние кои што го поседуваат знаењето, да можат да ја направат оваа техничка анализа и да ги разликуваат овие сегменти на акумулација, дистрибуција и трендови, би биле во предност со тоа што они знаат дека после овој степен на акумулација би требало да направат купување на ова добро и да очекуваат истото да го продадат во степен на дистрибуција, односно откако ќе се појави овој тренд на движење на цената надолу. Она што сакам да ви го кажам е, доколку сте ја направиле оваа анализа во периодот кога имало акумулација и сте се движиле по овој степен, по овој тренд нагоре, значи дури и да сте продале и купиле во најкасниот период по кршење на цената од ова поле нагоре, а сте продале по самата корекција овде, значи во најлош можен период, доколку би ги следиле овие трендови на техничка анализа, вие би биле 20% во плюс во однос на доброто откако сте го купиле и сте го продале. Зборувам, дури во случај да сте го продале и купиле во најлош временски период, односно по кршење на трендот и во врвот на оваа акумулациона зона. Сега, дополнително што мора да знаеме за трендовите, освен нивната сила и тоа како истите се кршат во однос на тоа колку пати ќе бидат тестирани, е дека по нивното кршење во најголем дел од случаевите имаме и нивно ретестирање. Односно тоа значи дека доколку цената пробие во обратна насока од самиот тренд, во најголем дел од случаевите се враќа и истиот го ретестира, односно се обидува да увиди дали ова ниво што досега било наша поддршка, на вистина сега станало наш отпор. Исто и обратно, како што може да видите по овој тренд, значи откако
имаме многу голем број на обиди за цената да биде скршена нагоре, значи исто така имаме мал, но сепак значаен, само момент, значи како што може да видите имаме пробив, ретест на самиот тренд, за дали истата представува добра поддршка за движење на цената нагоре и потоа цената продолжува да се движи нагоре. Сега би сакал да се вратам и на помалите временски периоди, за да видите дека ова движење на цената е постојано и овие периоди на акумулација и дистрибуција проследени со трендови се постојано тука. Значи, еве да земеме одреден сегмент како што е оваа акумулација во случајов. Значи, оваа акумулација е проследена како што и сами рековме, после секоја акумулација настанува тренд кој што ја движи цената нагоре. Во овој случај ќе го одредиме трендот од најниската свеќе, како што рековме, и истиот треба да се движи во нагорна линија и при тоа да пресече што помалку свеки, но тоа не е истото и во случајот на фитилите, како што може да видите. Значи, самото движење на цената нагоре ни представува каде отприлика би можеле да очекуваме дека ќе се случи дистрибуција. Во случајов, значи, дистрибуцијата настанала во овој сегмент и откако истата е завршена, значи откако истата е завршена, како што рековме, после секое кршење на трендот нагоре следува, како што може да видите, негов ретест и потоа движење на цената надолу. Како што рековме, движењето на цената надолу е повторно проследено од тренд линија која што се движи од највисоката точка во случајов на овој бран, па се надолу преку неговото ретестирање, односно останатите свеки. Како што може да видиме, ова е последниот сегмент од цената на биткоин до денешниот ден, каде што повторно, како што може да видите, станува збор за кршење на овој тренд, што би водело до негов ретест и тоа би изгледало прилика вака, значи ќе се случи ретест на ова ниво и потоа цената ќе продолжи да се движи нагоре во нов тренд. Како што може да видите, тоа е постојано, без разлика на тоа колкав е временскиот период, постојано можеме да ги очекуваме истите движење на самата цена на акумулација и дистрибуција проследени со трендови. Дополнително на сето ова, кога ќе ги ставиме и првите индикатори, односно нивоата, можеме да утврдиме каде, значи, цената би имала своја добра поддршка и свој добар отпор, при што би знаеле кога е време да купиме, а кога е време да продадеме на пазарот. Значи, да сумираме дека сите овие индикатори се уствари само начин на кој што нас би ни дале предност пред останатите луѓе кои што не користат техничка анализа, да знаеме кога е поволно да се купи одредено добро, а кога е поволно истото да се продаде. Сега би се вратил повторно на неделно ниво, за да можам да ви објаснам дека за да го направиме чартот да биде поорганизиран за нас, исто како и на првото видео, би сакал да ви наговестам дека е подобро да ги користите трендовите со одредени сетинзи. Што тоа би значило? Значи, само би сакал да ви објаснам во случајов дека доколку најдеме одреден тренд кој што се движи на одреден временски период. Значи, и колку е поголем временскиот период, толку самиот тренд е посилен. Што значи ова е произволен тренд, само го земам за да можам да ви објаснам поентата на она што се обидам да ви го кажам. Значи, колку подобро ги сетираме индикаторите кои што ги користиме, толку и подобар ќе биде нашиот чарт во однос на тоа како го гледаме од најголемите временски периоди па надолу. Во овој случај, за да би го сетирале, предлагам за секој временски период да направите одредена боја, која што ќе ја користите само во тој временски период, како за нивоата, така и за самите трендови. Потоа, колку е поголем временскиот период, секогаш користете ги сите временски периоди за неговата видливост, односно кога би го сменеле временскиот период од неделно на дневно ниво, истиот се уште би бил видлив затоа што истиот е се уште битен. Односно, како што може да видите, доколку промениме во случајов на дневно ниво, овој тренд е се уште присутен и како што може да видите се побитен затоа што може да видите колку обиди се направени за истиот да биде скршен, но се уште не е затоа што е најден на неделно ниво. Значи, колку
помала е временската димензија во која што ги наоѓаме трендовите, толку и нивната сила е помала. Со тоа, доколку би нашле тренд на дневно ниво, би предложил да користите друга боја. Во случајов ако неделно ниво е црвена, можеби на дневно ниво може да ставите било која боја, нормално тоа е ваш избор, во случајов зелена, и да го сетирате неговата видливост да не биде видлива на неделно и месечно ниво, затоа што ваков тип на линија на неделно ниво би бил само буквално би го пренатрупал вашиот чарт и би бил комплетно неправилен. Затоа, значи како се движиме подолу, така и видливоста треба да ја преместувате, односно сега дневните трендови да бидат видливи само на часовно ниво, каде што и би биле се уште битни, и истите можете да ги снимите, како што го направивме истото со нивоата, односно може да направите темплейт за истите и може да ги снимите, јас веќе го имам тоа направено, но значи буквално да ги снимите со име, во случајов дневен тренд, како што може да видите, има и македонска поддршка. Значи, истите да ги зачувате, јас веќе тоа го имам направено. Значи, како што може да видите потоа, кога сакате да сетирате одреден тренд, значи истиот доколку е селектиран, само променувате дали е на месечно, неделно или дневно ниво. Како што може да видите, доколку кликнем на неделно ниво, тоа ќе го промени во однос на моите сетинзи кои што сум го направил за овој тренд. Значи, на тој начин имате темплети и многу е поедноставно за вас да ја организирате работата на самиот чарт, што потоа би ви дало многу поголема прегледност кога ќе почнете да тргувате на помали временски периоди. И како што може да видите, изгледа многу поорганизирано. Значи, би се вратил повторно на неделно ниво и за крај би сакал да објаснам битноста на овие индикатори, односно комбинацијата од овие индикатори кои што ќе ги проследиме во овие неколку видеа за основна техничка анализа, во комбинација се многу моќно оружје во однос на тргувањето на одредено добро. Односно ви даваат информации кои што на по широката јавност не и се достапни, кои што вие сами ги наоѓате на еден чарт, и ви даваат практично предност пред самата маса на тоа кога треба да купите одредено добро, а кога треба исто да го продадете. Како што може да видите комбинирање на самите индикатори, дополнително колку повеќе индикатори знаете да искомбинирате и да најдете на одреден чарт, толку повеќе самите индикатори би ви дале одредена шанса, односно веројатност да имате успешна трговија на одредено добро. Што значи дека комбинацијата од сите овие индикатори представува само една збирка која што би ви дала шанса од 0 до 100% за да знаете дали одредено добро ќе се движи нагоре или надолу. Значи, сето тоа е веројатност. Постојано постои шанса дека можеби цената ќе се движи комплетно спротивно од оно што сте го нашли на чартот, но колку е поголема веројатноста, толку е поголема веројатноста дека ќе направите профит во секоја ваша трговија во однос на купување на одредено добро. И колку повеќе, значи, ги користите овие чартови и ги тренирате овие алатки, толку подобра ќе биде вашата анализа во иднина и повеќе ќе може да се попрете на самата во однос на тргувањето кое што го правите. Дополнително на ова видео, значи, ќе постираме уште неколку видеа во наредните денови во кои што дополнително ќе најдете други алатки и истите ќе може да ги комбинирате се до завршувањето на овој почетен курс. Потоа, доколку има интерес за нашиот канал, ќе продолжиме со објаснување на други индикатори, структури, начини на тргување и нормално, значи ќе се обидеме да го доближиме, да ја доближиме техничката анализа до генерално нашата држава, каде што информациите за ваков тип на анализа на пазар се скоро па и недостапни. Ќе ве замолам за мала поддршка на нашиот канал, значи би ценел доколку оставите коментар под самото видео во однос на тоа да ни дадете до знаење што можеме да направиме подобро во иднина и секој лайк и сабскрајб на нашиот канал би бил добре дојден, со што би ни помогнали и понатаму да правиме вакви содржини и да пробаме да помогнеме на луѓето во Македонија, нели, да може да направат соодветна техничка анализа и да не зависат од анализите на лица кои што не ги познаваат. Значи, сето ова е за вие да научите како сами да правите ваша анализа. Ви благодарам уште еднаш за тоа што го следите нашиот канал и се надевам дека ќе се видиме во наредното видео. Имајте добар ден.